Ако влегуваш во овој храм, во кој љубовта е вера, помоли се. Чуј ја играва што запре само во еден здив и продолжи да тече како река. Чуј ја играва на прсти, на коски, на овој очај што се вгнездил во грлото како грудка. Чуј ја играва сребрена на две грла, на две израмнети утроби. О, сладко заклопи ги желбиве надвиснати што се втурени од огнови, колку печат човеку. Играва на сребрена ноќ, играва на сребрени тела, играва на сребрени огнови. О, човеку, продолжи ја, па пушти го моево грло, нека се чуе пискот, единствен што ќе те разгрне да ми се отвориш. Па да влезам, човеку, еднаш помирена со портите, па да влезам како пријател на ноќва сребрена, на играва сребрена, на овие огнови што ме испекоа како клетник проколнат, како жена маѓесница. Огнов ми изгоре, родов ме проколна. Ти не ме слушаш. Добро вечер и добродојдовте на Сребрената ноќ. Ноќ на сребрени игри. Ве поканувам вечерева да и се придружите на играта и да бидете заробеници на ветрот. Вечерва во оваа сребрена ноќ. Да ја преточите сегашноста во едно не така далечно минато. Минато со душа, чувства, желби, радости, разочарувања. Ве поканувам, драги пријатели, на едно вонтелесно патување по скриените на моминските желби, мечти и тајни собрани на едно место, во една книга сиве овие години минати и сочувани од превезот на заборавот. Македонската Сафо, Даница Ручигај. Во нашите погледи изникнаа сите сонца. Тогаш се сеќаваш кога очите не можеа да се склопат заради нивниот сјај, оти ќе не болеа од вжештеноста. Во нашите погледи израснаа сите зеленила. Тогаш, на оној рид, ги однесовме сите сонца. Во нашите погледи се родија сите наши деца. Тогаш, се сеќаваш, и умреа. Кога сонцата се изморија во нашиве очи, ги склопивме. Тогаш, нашите очи се пеплосаа. Земја сум. Здивот твој донеси го како јужен топол ветер. Ке ја испием твојата пролет да ме оплоди. Го барам твојот здив да го осетам небото. Натопена сум од дождови што те задоија тебе, да израснеш. Дај ми ја убавината на твојот здив, жена сум. Ке те надојам да израснеш со раце претопени во жетта на поилото. Издавачката куќа Делфина 3 ја имаше таа чест, но и огромен предизвик, двете збирки на поетесата Сребрени ноќни игри и Заробеници на ветрот да ги помести во едно издание кое вечерва е пред вас. Сребрени ноќни игри за прв пат објавена во 1960 година во издание на книгоиздателството Кочо Рацин,
а заробеници на ветрот 3 години подоцна во 1963 година, неколку месеци по трагичната смрт на Даница Ручигај, чиј млад живот згасна под урнатините на Скопскиот земјотрес. Приредувачите на ова издание, Искра Чолович и Свето Стаменов, го прифатија предизвикот и ги сублимираа на едно место стиковите на оваа наша млада, но ненадмината поетеса, трудејќи се да ви овозможат едно астрално патување низ тајните на зборот, поетската реч, мечтаењето. Изворно, факсимилно документираните страници на ракописот на Даница ќе ве пренесат во тоа време кога моминската душа скиташе низ просторот и времето на овоземното и надприродното, талкајќи по убавините на јазикот со кои се запишани желбите, радоста, разочарувањата, илузијата и стварноста која излегува од скриените качиња на спознанието за себе и за се околу себе. Приредувачите има огромно задоволство и чест да соработуваат со Златица Ручигај Попович, сестра на Даница, која не штедејќи труд и време несебично им помогна да ја остварат замислата и да заживее оваа книга. Во книгата исто така е поместено речиси се што досега е напишано за Даница и за незината поезија од страна на литературната критика, и сето тоа по повеќе месечно пребарување на фондот на НУП Свети Климент Охридски е сместено во поднасловот за Даница, се со цел Даница и незиното творештво повторно да проговорат. Ти, таму внатре што ми седиш како икона и ме уништуваш да бидам само жена. Ти таму седиш како опипливост на владар и бунтовник. Ти таму во нас што се облекуваш со нашата крв и месо и не лажеш со нашата очовеченост. Излези со храброста на времињата, подвикни им на сите сомневала, еве сум, со вашата крв и месо, надвор од вас излези ако можеш, распарчај ги своите вртлози што ги измислил некој, извади ги икониве голотиња што мамат. Ништо не можеш. Злосторник си. Твојата безтелесност е суетата наша. Некој сепак те измисли. Љубов. Жена сум што пак ке ти поверува, што одново ке се роди да те догори и пак да те остави молбен и повторлив. И пак ке те побарам. И пак ке те побарам, кога ке почувствувам дека осаменоста е јаловост неизлечива. И пак ке те побарам да дојдеш нов, обновен маж. Ова тело широко, женско и овие рамења растворени ке те побараат да дојдеш едноставен и да не бидеш еднолик. Дојди обновен. Со особено задоволство ја поканувам господја Кристина Николовска да проговори во оваа сребрена ноќ. Повелете. Вечерва сите влеговме во храм, во кој љубовта е вера и можеме да се помолиме. Оваа вечер е храм. Ние вечерва сме неизин храм. Храм на отсутната, Даница Ручигај. Има поети на кои на извесен начин сите им должиме, кои ни дале и без да знаеме, кои ни оставиле нешто на некои места и пред да се родиме. Такво место е поезијата на Даница. Дар за сите. Во остова постигнатиот диалог е интима. Останатото е представа, театар, артизам. Ваквата поезија е чист диалог, исповед. Нема декор, нема сценографија, нема простор ни локација. Има само длабок разговор, во кој само недостасуваме ние. Затоа и се чувствуваме потребни кога ни се обраќа. Затоа има поезии со кои никогаш не сме сами. Тие се нашиот пронајден недостаток. Можеби нашите животи се телото на таа поезија. Можеби ние вечерва сме остварен сон на оваа копнежлива, пренежна, сетилна поезија. Такви се неразбраните од времето, авангардните, новите, посејани во погрешно време.
Може би сега поетесата во Даница ќе се чувствуваше поразбрано, попријатно, смирено. Парадоксот на незината поезија е дека поезијата се раѓа кога умира самата поетеса. Тоа ми личи на смртна мајка при породување. Може би тоа е она од стиховите на Даница. Треба да се има едно малечко дете што ќе ни ја поврати вербата во раѓањето. Може би тоа дете ни остана од Даница, но стиховите нејзини израснаа во вистински убавици, кои некогаш биле дете, сосем човечки, сосем природно. Може би вистинската, највистинската поезија е неостварен сон, кој преку стиховите има шанса за живот. Тој живот може да се всели во други, да се подари на незнаените, на нероднините, на се уште неродените. И тоа не е епитаф кој чека да оживее. Тоа е живот кој чека пак да се роди, преку друг, во друг. Таквата поезија е вселување, може би на туѓа вистина во нов посет, парче емоција на незнајна локација. Така некој ќе те подсети, чувствуваш, ова е моето последно молчење. Така поезијата на Даница те прима во својот дом. Таа самата е дом, тажен дом, осамен дом. И не е тоа празна утеха за несрекните, дека има потажен од мене, туку дека има некој кој може би мене не ме знае, но ја знае мојата тага. Ја има вкусено, има каснато од мојот бол, од моите неостварени желби. Така премолчено се разбираме со Даница. Ние живите, со нејзе мртва. Така таа ја навестува тагата за која допрва ќе се знае. За нашата тага ќе знаат сите мориња, погледни ја рекава и дочуја приказната на сите мориња што тагуваат. Така Даница ги слуша морињата, така не поучува и не развива ново сетило за да ја чуеме тајната на морињата. Затоа е банално за оваа поезија да се зборува преку теми, топоси, форми и слично. Зашто тоа е поезија која јавно одбива козметика, која нема пеглани стихови и која никогаш нема да направи лифтинг. Незината поезија е есенција, концентрат, нема вода, нема разводенетост. Поезија која како да знаела дека нема време, особено за споредното, туку само за најважното. Таква е незината реч, магистрална. Тоа се навистина главни улици. Споредни има само малку. Непотребни потези сосема малку. Вечерва, сакам да објаснам позицијата на можниот толкувач или да се потрудам да ја оправдам личната потреба од поетизираност. Но верувајте, ваков тип писмо, дискурс или диалог просто бара свој соговорник. Дури во критичарот или во рапсодот. Толкувачот станува сетилен, почовечен кон самиот збор, потолерантен и кон самиот човек, па и кон себе. Таквите поезии може да не натераат и да си простиме нешто себе си или на другите, она што не сме планирале никогаш. Зошто да не заборавиме? Даница и ги понуди 9 прсти на добрината. Земи ги моиве 9 прсти, едниот ќе го сочувам за прстен, добрино, ако те има. После ваква поезија, едноставно, светот веќе не можете да го сватите и доживеете без поезија. Бесмислен станува светот без вакви поезии, неразбран, несослушан, самиот свет, самиот живот, самите ние во крајна линија. Затоа после некои поезии подобро се разбираме себе, па и другите. Ако поезијата е осмислување, ако љубовта е врвно осмислување, тогаш од иста материја се и поезијата и љубовта. Тие се енергија. Затоа мислам дека и љубовта во нејзината поезија не може и не треба да се сведе на тема, на топос. Таа е агрегат, таа е мотор на се, на стихови, на фигури, на расположби, на интонации, на потребата за диалог. Љубовта е единствен воин против смртта. И тоа смртта и на феномените, како во стиховите, секој ден умира по една мисла, секој ден умира по една ноќ.
Секој ден умира по една испразнетост и секој ден му доаѓа смртта на идниот. Љубовта никаде директно не се бори со непријателите кои веќе ги познаваме. Поетесата јавно, дури обсесивно, магнетски ја гледа својата смрт. Тука Матеја Матевски ја сослуша и разбра Даница одлично. Токму таквата, го цитирам, токму таквата обседнатост со фатумот и таа антиципација на соседната смрт уште еднаш со бол и крик, но и со филозофска и речиси религиозна помиреност сведочат за големата жет за живот, потполн, емотивен, плотен и мисловен. На Даница Ручигај како човек и како жена. Токму таа жет за живот е длабински мотор на обсесивно тематизираната љубов. За таа тематизација на љубовта мощне мудро од Матевски се открива генераторот на се – желба за живот. Најголема, триумфална, екстазична. И при својот живот поетесата како да ги сетила рушевините на животот, уште пред да ги сети на своето младо тело рушевините од земјотресот. Сега пак индиректно почнувам да сваќам дека можеби избраниците, Божите, поетските, можеби преку својата врвна реакција кон животот, како енергија, ја искажуваат преку поезија. Тогаш, но само тогаш, поезијата на вистина е живот. И тоа најживот, далеку повеќе од оној кој мислиме дека го живееме. Во тој живот, можеби Даница се чувствувала најтопло, најприфатено, најдома. Затоа оваа поезија е храм, сакрален дом, култно место, каде целосно сме прифатени. Дури и повеќе од блиските, од пријателите, дури и повеќе од себе во самите себе. Зошто тука ќе се сретнеме и себе, на наше изненадување, зошто Даница можеби и нас не виде, не разбра, не смири, не успокои. Кога одат тие што не сакаат, да прават таму да не биде потопло, да има кој да не пречека, да ублажи, да утеши. Такви се стиховите на незината поезија, тие се место каде сме прифатени, такви какви што сме, не цели, несовршени, можеби скршени, тажни, било какви. Големите поезии имаат такви портали, мисловни, филозофски, кои ќе ве смират и подзанесат, дека навидом пеат за љубовта, за копнежот и така натаму, а потоа ќе сватите дека пеат за далеку повеќе од тоа. Така љубовта веќе не е тесно место, туку голем блес, без кој нема понатаму. Дел од таа љубов е љубовта кон нас, кон читателот, кон идниот, кон оној до мене или по мене. Тоа се можеби оние мускули на времето, за кој говори Даница, или нејзиниот неологизам љубување. Амбиентот на безизлез, очај, кој не можеме да го негираме, е повеќе сведок дека е јасно и дека сака тоа да го објасни, дека е тоа лична драма на поединецот, но дека ако треба и на смртта ќе ја отвори врата. Таа смелост ја има во прекогнициските настроенија, потопени во малодушност, апокалиптична визија, понор. Затоа пречувствата се сенки за неа. Јасно е дека не може да избегне од неминовното. Таква е и последната песна. Се враќам да ја затворам вратата, а јас влегувам убава, со сон прекршен на половина, со сонце изгубено под земја. Се враќам да ја затворам вратата, на сите влегувања и излегувања. Се надевам дека веќе ми простивте, што и во оваа прилика не му одолеав на заводливото искушение, пак да проговорам за низината поезија. Таа наслада имам веќе со години. Затоа го разбирам ги разбирам и одавам признание на сите кои го создадоа овој култен зборник, овој мал плоштад на Даница Ручигај, оваа сетна локација, каде веќе живеат критики, осврти, рецензии, анализи, сеќавања за нашата прва модерна поетеса. Но вечерва решив да не го опишувам тој опус. Туку однатре да ве запознам со тој мал град во кој ја запознаваме или допрва ја запознаваме Даница.
Град во кој е привилегија ако сте влегле како автор. Зашто зборникот го има сето достоинство како концепција, како документ со автографи, го содржи целиот поетски опус на Даница, како и раскошна панорама сведоштва, проценки, интерпретации. И тие проценки имаат своја еволуција, свој живот, почнувајќи од првите текстови до најновите. Си дозволив да ви го оживеам и да го реконструирам тој град на мој особен начин, преку самото срце на зборникот, преку поезијата на Даница. Сватете го тоа и како мој диалог со незината поезија, но и со нивните тези, можна надградба со овие тези, која сака да покрене разговор. Тоа сепак значи дека промоторот имал доволно директна инспирација и во оваа населба, од критики и осврти, но дека сепак почнал од самата почва, од самата поезија. Овој зборник на инспирации кон поезијата на Даница Ручигај е еден свет кој сака да сведочи за нешто важно, нешто потрајно од самите нас, нешто што ни припаѓа нам. Преку него ја запознаваме најнежната, најсензитивната поетеса. За Александар Режов, она што импонира во неа, тоа е изворноста на доживувањето. За Иван Чаповски, тоа е успешен деби. За Петрема Андреевски, тоа е една поинаква поетска физиономија со поосмислен јазик и попристојна поетска законитост. За Бранко Варошлија, таа е најсензибилна поетеса, која покажува љубов кон животот, дури и тогаш, кога тоа е вистинска болка, неразбирање, чиста тага. За Миодраг Друговац, оваа поезија цвет за себе, држава за себе. За Матеја Матевски, Даница е свештеничка, целосно посветена на тој храм и на таа религија, како врвен израз на постоењето, мислејќи на љубовта. За Гордана Михајлова Бошнаковска е сосем јасно дека можеби и прерано беше родена. За Александар Прокопиев важни се неконвенционалноста и неконформизмот. За Виолета Христовска, таа е предвезник на новата постмодерна жена, која го најавува самото доаѓање на еманципираната жена, туку и на женското поетско писмо. За Јасна Котеска, оваа поезија е метафоричарско, романтичарска, со рани навестувања на модернизмот. За Искра Чолович и Свето Стаменов, тоа е бесценета поезија, а поетесата е докажана и неодминлива вредност на македонската поезија и основоположник на македонската авангарда. Затоа, за мене ова издание значи свест, но и совест за вредностите на нашата современа поезија. Контактот со таа поезија за мене е вечен, магнетски, привлечен и неодолив. Од овој контакт се роди ново доживување за незината поезија. Си дозволив да го поделам со вас, свесници на убавото. Ако може да се зборува за најљубовна поезија, тогаш треба да се замисла стиховите на Даница Ручигај. Зашто постои љубовна игра внатре и во самиот свет на текстот. Значи, и фигурите се во некој еротизиран љубовен напон, а камоли тематскиот свет кој искрено, смело се подава кон својата отворена обсесија. Таква е Даница, најнеочекувана, најспротивна на стандардното пеење, не само во сферата на така нареченото женско писмо, туку и во светот на машката поезија. Поетскиот универзум на оваа поетеса веќе живее во иднината. Тој е конструиран за некои понапредни времења, времења на мислата, на хиперсензибилноста, на се што е живот. Таа изградена култивираност на сензорните искуства на зборот, но и надвор од него, е голем рецепт на оваа поетска постапка за стравот на искреност, потресна бескомпромисност на мислата, која директно го унижува и маргинализира конвенционалното и расчистува со малограѓанското, инхибираното, лицемерното. Во поезијата, но и вон неа. А тоа вон неа е свет на предрасуди, ограничености, свет во кој оваа поетска населба никогаш не сакала да живее и не живеела. Таа исчашена, дислоцирана визија на контекстот има моќен рецепт. Таа го одбира најсуштинското, најљубовното како есенцијална потреба да почне да расчистува
со закажлавената атрофирана визија на светот. Да си признаеме дека тоа сепак се вика авангарда. Авангарда, како што всушност и немавме можност наполно да ја почувствуваме во нашиот литературен амбиент. Авангарда која искрено шокира, која не прифаќа шаблони на критиката, на проценките, која се проигрува дури и со тие што во иднината ќе ја проценуваат. Затоа природно реагирам на одредбата женско писмо. Мислам дека таа одредба поетската даница само ја стеснува, ја ограничува. Писмото не може, нема пол, затоа би сакала да зборувам за сензибилитет на писмо. Ова писмо има сензибилитет на својот пол, ги има гените на исклучителна женственост, но не како празна сентименталност, туку како орган повеќе. Може би навистина има женско срце оваа поезија, може би чука на женски и женствен начин, но кај не е тоа како недостижен дар. Затоа реагираме на сентенцата која однапред би ограничила и канонизирала со сите поетски потенцијали. Значи, не однадвор е ова женско писмо, туку внатрешните гени, па и хормони упатуваат на привилегијата женско. Писмото може да има возраст, ова писмо е необично возрастно, необично самосвесно, писмо кое дури ја затвара вратата, а не се мачи да ја отвара. За жал, се случи голем земјотрес и во нашата современа поезија. Кога во 60-тите години ја загубивме оваа поетеса, ќе имавме голем поет кој по својот навестен потенцијал ќе беше супериорен и ќе збогатеше поетската мапа на нашата поезија од златните 60 и 70 години. Никогаш доволно не сватив зошто постои сентенцата авангардата умира млада. Дали само затоа што е авангарда? Мислам дека не. Ова необично возрастно писмо на Даница Ручига умре младо. Остана поетски концентрат кој во зрели години, а во толку младо тело и дух. Уште еден специфичен парадокс за кој поетесата покажува искрени сигнали дека е самосвесна. Парадоксална е загубата на големата поетеса од македонската литературна сцена, длабоко неправедна. Вечерва сме храм, храм кој може би Даница го посакувала и замислувала. Може би сме парче остварен сон кој поетски го сонувала, да и заблагодариме и да оценуваме нечiji сон, додека можеме. Благодарам, господја Николовска. А сега, драги пријатели, во Сребренава ноќ и играта на прстите на Петар Макариевски по типките на пијаното, кој во наредните неколку минути ќе исполни творбата Гносиена на Ерик Сати.
Благодарам, а сега чест ми е да ја поканам господја Светлана Христова Јоцич. Повелете, господја Јоцич. Почитувани, безмерна е честа. Безмерно е да се има чест да се зборува за нашата, за македонската поетеса, која имаше и дарение и сила, прва да запее на сет глас на начин што ќе се препознава нејзиниот книжевно силен, автентичен глас. Да го изговорам името, Даница Ручигај. Таа, нашата Даница Ручигај, го зачна името на жената творец и го востоличи. Се востоличи прва жена поетеса која објави својата книга Сребрени ноќни игри во 1960-та. Даница Ручигај е наш претходник. Зачетник предходник на македонските поетеси и мои почитувани. Сеќавања. Слика прва. Таа одеше пред мене. Некаде во 59-тите години дојдов од Охрид во Скопје. Живеев на Водно, улица Савска, близу до Ручигај. Како сега да е пред мене, гледам оди. И го читам одот, телото. Се на неа е совршено, совршена градба, се во себе и на себе. Има впечаток како во себе длабоко да е зафатена со највидното и најнеспознаеното, со доењето на душата. Јас одев по неа и го читав одот, телото, зборот внатрешен, певот. Слика втора. Книгите на Даница Ручигај. Сребрени ноќни игри и Заробеници на ветрот, 63-та. И гласот на поетесата. Го слушаш ли? Почитувани, ова е еден само дел од песна. Но верувајте, кога одново исчитував, како да го слушав нејзиниот глас и токму затоа го апострофирав и само на ова ќе се задржам. Го слушаш ли загубувањето, запалено и изгорено, по небото и звездите исчезнати, во ова врева, во ова затемнетост, во душите на сите околу нас, што не ја сеќаваш нивната присутност. Повеќе пати сопрев пред стихот од оваа затемнетост на душите. Потикот за размислата за душата дојде оттаму, од песната. Покрај низината поезија, за размислата за душата ме упати еден фрагмент од текстот на Бранко Варошлија. Цитирам: со карактеристична за неа страст, Даница се беше посветила на проучувањето на старите мудри грци. Неколку пати, зборувајќи за своето патување во Грција, ни го беше рекла и ова: читајќи ги старите грци, имам впечаток дека сум живеела тогаш. Воопшто, дека не сум родена во 1934-та, ами многу одамна, со еден збор од секогаш сум живеела. Потоа ќе се замислеше и ќе додадеше колку сум стара. Можеби затоа ми се чини дека ќе умрам рано. Чудна коинциденција. Само што го завршив со читањето на ова ново издание на Делфина, едноставно се привратив на еден напис: Истражување на душата. Во неа светскиот кардиолог доктор Вилфред Г. Бигелоу вели: душата постои.
Всушност, тој се заложи дека нужно е итно истражување за да се одреди што е душата и од каде доаѓа. Телото има душа, која го напушта телото во мигот на смртта, вели. Но мистеријата треба да се открие. Неговата 30-годишна хируршка работа на срцето го уверила во несомнено постоење на душата. Постојат одредени случаи кога сте присутни во мигот, кога луѓето преминуваат од жива состојба во смрт и тогаш се случуваат некои мистериозни промени. И е категоричен. Истражување на душата е неопходно. Тоа треба да го преземе теологијата, вели, но и сродните дисциплини на универзитетите. Овие размисли биле објавени во дневниот печат во Онтарио, во Канада, во 1972 година, на насловната страна "Кардиохирургот сака да знае што е душа". А јас сакам да знам кој е тоа затемнување на душата на Даница Ручикај. Но еден одговор стигна до хирургот. Драги мој докторе Бигелоу, без сомнение е дека душата е присутна во срцето на живото битие и дека е извор на сите енергии за одржување на телото. Енергијата на душата се шири по сето тело и позната е како свесност. Бидејќи ова свесност ја шири енергијата на душата по сето тело, чувствуваме болки и задоволства во било кој дел на телото. Душата е индивидуална и се сели од едно тело во друго. Тоа се нарекува селење на душата. Да се почне со истражување на душата, сигурно ќе значи напредок во науката, но тоа не ќе значи и пронаоѓање на душата. Во ветските списи ќе најдете податок дека душата е голема колку 1/10.000 дел од точката. Материјалните научници не може да ја измерат должината и широчината на точката. А поетесата може. Колку ли точки биле кога се затемнала душата? Дали затемнувањето на душата на Даница Ручикај се тие неброј, недоброј точки? Јас размислувам. И да продолжам со писмото. Вие велите дека е главно прашањето каде е душата и од каде доаѓа. Изворно душата доаѓа од Бога, како искра која паѓа или која доаѓа од огнот. Искрата на душата изворно доаѓа од духовниот во материјалниот свет. Во материјалниот свет паѓа во 3 различни состојби, кои се нарекуваат сврзувачки сили за материјалната природа. Кога искрата од огнот ќе падне, например, на суватрева, што се случува? Задржува огнен квалитет. Кога ќе падне на тлото, не може да ја изрази својата огнена одлика, ако тлото не е погодно. А кога ќе падне во вода, изгаснува. Исто така наоѓаме 3 животни состојби. Едно живо битие целосно ја заборава својата духовна природа. Другото речи си ја заборавило, но се уште има инстинкт на духовна природа. А третите се посветуваат во потрага за духовното совршенство. Искрено ваш, А.С. Бхактивиданта Свами, духовен учител. Почитувани, и заклучокот. Заселењето на душата знаеше нашата Даница Ручикај. Таа не баре водела диалог со философот Платон. Платон кој зборува за селидбата на душата. Нели ги читала старите грчки списи и филозофски расправи
диалози. Од каде инаку незината категоричност во исказот, упатена на Бранкова Рошлија, од секогаш сум живеела. Дури и она најсуптилното затемнетоста на душата. Поетите знаат да ја измера душата, која е колку еден десетилјадити дел од точката. Поетесата Даница Ручигај знае, но и да ја внесе во стих, во песна, ве уверувам. Се уверив, читајќи ја поезијата на мојата книжевна сподвижничка Даница Ручигај, која продолжи да живее во песната, да пее. Ако влегуваш во овој храм, во кој љубовта е вера, помоли се. Испружена меѓу две рамнини, чекам. Испружена меѓу две нерамнини, чекам. Каде да одам? Двете се мали. Во едната треба да се издолжам, за да ја почувствувам. Во другата, камени жижи наредени ке ме изгорат. Каде да одам? Ке застанам како врвица на која ке се слепуваат твоите чекори и ке чекам да се поднаведеш од умора. Јас немам каде да одам. Велат дека пред 1000 и нешто години човекот еднодневно го носел крстот. Секое утро торжествено и неуморно. Секое утро торжествено и неуморно се распнувам на денот крстосен, а навечер тивко се откинувам од него, за да ја видам длабочината на болката и со прекршени сили барам да дојде Господарот мој, да ја стави раката своја, во ова ноќна болка, во овие рани дневни. Да ја стави. Но, излези од моето постоење. Ако влегуваш во овој храм, во кој љубовта е вера, помоли се. Смртта во воздухот издишува. Бесконечен немир, се бескрајно. Собствената голотија постојано, притаено не осоземува. Дури смртта кога престанува, остава зад себе грч на неживење, полутемнина и непресечено цвеќе. Сосема не сме равнодушни, но постојано умирање. Треба да се појде до на крај светот, за да дојде времето за овој прекин. Треба постојано да се движи, за да не биде измамена смртта. Во лутање низ мракот, очите стануваат се пошироки, а нашите очи се долги, меки и лепливи. Секој ден умира по една мисла, секој ден умира по една ноќ, секој ден умира по една испразнетост и секој ден му доаѓа смртта на идниот. Вербата длабоко го насочајува, еден безсолзлив издив останува незабележан од ова темнина. Подобро е да се патува сам, непридружен од одмореноста и починот. Немирот
ке лудува во нашите бели голоти, ке истинува во воздухот и неуморно ке истрошува, ке истоштува нашата мисла на конечен спокој. Доаѓаш ли? Доаѓаш ли? Или е тоа само привидување на сите напнати сетила? Доаѓаш ли или само мислите неодредено ни припомнуваат за постојаните утврдени доаѓања? Доаѓаш ли? Или е тоа само осакатена желба на сите оние што очекуваат враќања? Дали си изостанал и ти некогаш? И сега сознаваш дека сите доаѓања останале во тебе да те напоменуваат за смртта, уште пред самото раѓање. Вознемирено ја повторуваш секоја измислица за постојаното движење, а во себе несмирено го наоѓаш само крајот. Само крајот. Доаѓаш ли? Доаѓаш ли? Или е тоа само желба, зачната, уште од приказните на мајка ти и детските размислувања? Ако некогаш си намерил да доаѓаш, дојди со лице распукнато, дојди со рамења натежнати, дојди слеп и осакатен. Оти веќе не е нужно да правиш напор за да ги препознаваш нашите изменети лица. Дојди таков, да знаеме дека си минувал по нечии темни приказни и си удирал по рабовите на страшните измени на ноќта. Ако си намерил да доаѓаш, доаѓај долго, доаѓај многу долго, за да имаме постојано што да очекуваме. Доаѓај, доаѓај, доаѓај до крајот. Ти огромен, јас малечка. Ти снажен, јас немоќна. Дното се повлекува. Ти можеш да го добереш до грлото на водата. Јас само до земјата пресна. Ти премногу безволен. Јас сета изранета. Без дното на водата ти ги предадов рацете. Цела една населба од замислени денови бескрајно се предавам. Две долги темни сенки го чинат тој пат по кој доаѓам. Без крик ја израни водата. Го напушташ звукот на трепетливите игри. Смртта не доаѓа за двајца. Таа љубоморен љубовник. Таа смртта љубоморен љубовник. Те оставам сведок за гревот невин, простен од водите и ветрот. Вратете ме назад, вратете ме назад, да го отпочнам одново ова кружење. Може би овој пат ќе се сломам уште во самиот залет. Вратете ме назад во отпочнувањето. Кругот ќе го искривам, ќе го здоболам, ќе го исушам изворот негов. Спокојна мисла се бара, сулудо враќање. Доста по истите патишта не се враќа, а истите се неизменети. Ги гледам, ги чувствувам на своите плешки. Ме притискаат овие кругови, се поднаведувам, се молам.
Се доближувам до земјава, ја чувствувам миризбата на распаднатото лисје. Може би и така постојано се умира, не умирајки. Се умира, не умирајки. Вратете ме, кренете ме од овој пат. Овие мисли придружници, соучесници добри и лоши, не можам да се свртам со едно исто постојано кружно движење. Не можам да се свртам круг во просторот, круг во мислите, круг во срцето, кругови, 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 кругови. Ако влегуваш во овој храм, во кој љубовта е вера, помоли се. Благодарам господја Јоцич и повторно Петар Макариевски со соната на Моцарт.
Се венчавме на олтарот од измачени соништа. Го запаливме цвеќето наместо свеки. Сивите карпи, камбани на копнежот, чадот се зариваше во твоето тело. Невидливоста за темнето ме осами. Немирот го собираше пепелот од запаленото цвеќе, а ветрот тажеше, тажалки нежни, тажалки неисплакани. Се венчавме на олтарот од соништата. Цвеќето доверливо гореше. Во заљубеноста карпите камбани сиви задзунеа со желби невестински безброј очи на мртвите светковини низ просторот се провираа. Го запаливме цвеќето наместо свеки. Љубовта мечта надојде, со водите гладни, со тажалки тажни, тажалки недоплакани. Во мрачниот простор на допирите се валкавме со оплодени желби. Просторот неволник отмен се смрачи од гостинско самољубие. Сомнително воздухот затрепери. Луѓе во мракот невиделина. Времето луто се подбива, огромен копнеж се зарива во зарипнатиот воздух. Го издадовме немирот. Излишниот воздух во градите кркори и сврли го ридот од своите очи на ова зајди сонце. Се запаливме во огнот на цвеќето. Прегореа желбите невестински, светковините тажеа, со тажалки недоиспеани. Зачудено кркори воздухот по земјава јаловица, капат желбите есенски. Земјата ни дозволува на неа да се одржуваме неспокојни. Сонцето наутро ја пресушува росата. Солзите се претвораат во зеленило, неспокојноста траги остава во цврстите допири со соништата. Се венчавме на олтарот од измачени соништа. Го запаливме цвеќето наместо свеки. Мртовецот век да векува. Драги пријатели, влюбеници во убавиот поетски збор, се надеваме дека во оваа сребрена ноќ ги разбудивме вашите чувства, скриени тајни и мисли од времето минато, кое го преточивме во времето сегашно, сакајќи да ви овозможиме да се навратите и да запознаете една прекрасна, вечно млада жена, сеќавајќи се на незините мисли и зборови што ќе ослават длабока трага во сите нас. Ја користам оваа пригода да ја оживотворам замислата која од вечерва станува реалност. Издавачката куќа Делфина 3 и господја Златица Поповиќ ја основаат фондацијата Даница Ручигај, чија цел е да ги промовира и да им помага на младите поети, дебитанти, во остварувањето на нивниот сон, нивните стихови, нивната поезија да допре до влюбениците на поетската реч. Фондацијата Даница Ручигај секоја година ќе издава по една збирка поезија на млад поет дебитант. А сега повторно го поканувам господин Петар Макариевски.
Ако влегуваш во овој храм, во кој љубовта е вера, помоли се.